Кандидатите за градоначалник на Кочани Николчо Илиев од коалицијата предводена од СДСМ и Лјупчо Папазов од коалицијата на ВМРО ДПМН ја очекуваат поддршката од граѓаните во вториот круг на локалните избори, откако не добија доволен број гласови за победа во првиот. Според податоците што ги објави Државната изборна комисија, во општина Кочани гласале 16.535 од запишаните 32.972 граѓани со право на глас, односно 50,15%. При тоа за Илиев се преброени 7.963, а за Папазов 7.490 гласа, односно разлика од 473 гласа. Карактеристично е што има и 1082 неважички ливчиња. Во јавно обраќање до граѓаните, градоначалничкиот кандидат Илиев се заблагодари за добиената поддршка. Дозволете ми да се заблагодарам за мирниот и демократски начин на спроведување на изборите. Им благодарам на сите што ги препознаа политиките и заложбите за градење на модерно и урбано Кочани и за подобрување на квалитетот на животот на сите во него. Советот, кој што ќе одлучува за прашањето од јавен интерес во наредните 4 години, ќе биде разнолик, за разлика од претходниот состав, што е уште еден израз на демократијата. Посакувам тој да биде поуспешен од претходниот. За изборот за градоначалник на Кочани ќе одлучувате сите вие со право на глас во вториот круг од локалните избори на 31 октомври. Разликата во гласовите што ја остваривме во актуелниот општествено-политички амбиент ми дава за право да бидам задоволен и да ве повикам да ја потврдиме и по 2 седмици. Добар резултат во вториот круг очекува и кандидатот Лјупчо Папазов, при што на официјалниот Facebook профил тој најави промени во локалната власт во Кочани. Ја изразувам мојата огромна благодарност за поддршката и довербата што ми ја укажавте во првиот круг на гласањето на локалните избори. Со силна мотивираност и посветеност ја продолжуваме борбата за секој еден ваш глас и во вториот круг на 31 октомври, за да ги заокружиме неизбежните промени што предстојат во Кочани, истакнува Папазов во своето обраќање на Facebook. Првичните неофицијални податоци за избор на новиот состав на Советот на општина Кочани покажуваат дека коалицијата на СДСМ добила 6420, а коалицијата на ВМРО ДПМН 6261 глас. Зад нив, според бројот на освоени гласови, е кандидатската листа од група избирачи со носител Венко Крстевски со 1382 гласа, пред Левица со 846 и коалицијата на ЛДП и Дом со 756 гласа. Од Општинската изборна комисија информираа дека записниците од гласањето на локалните избори ќе бидат доставени до Државната изборна комисија, а по разгледувањето и решавањето на евентуални преговори, резултатите ќе се официализираат. Виница и Зрновци добија градоначалници уште во првиот круг на локалните избори. Кандидатите од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, Миле Петков во Виница и Борчо Коцев во Зрновци, ќе ја преземат функцијата за наредниот 4-годишен мандат. Петков освои 4970 или 378 гласа повеќе, што беше доволно да победи уште во првиот круг. Почитувани, ви благодарам за довербата што за мене значи огромна одговорност веднаш по преземањето на општина Виница да се ставам во функција на вас граѓаните. Ве уверувам и гарантирам дека јас и мојот тим од првиот ден ќе работиме да го реализираме се она што го имаме ветено од нашата програма, напиша на својот официјален Facebook профил Петков. Неговиот против кандидат и досегашен градоначалник Ивица Димитров на официјалниот профил на Facebook пак го призна поразот и се заблагодари на поддршката од гласачите. Честитки на сите граѓани на општина Виница за денешниот ден кој помина во фер и демократски избори. На Миле Петков му ја честитам победата на овие локални избори и се надевам дека општина Виница ќе се движи кон патот на успехот за кој се стремиме сите ние. Ви благодарам на сите кои ме поддржавте, како и за сите жители на општина Виница кои излегоа и гласаа на овие локални избори и се надевам дека Виница ќе продолжи да се развива со истото темпо како и досега. Слично како во Виница беше и во Зрновци, каде Борчо Коцев со 781 глас направи разлика од точно 200 гласа пред Виктор Ангелов.
Со тоа ВМРО ДПМН во оваа општина го продолжува практикувањето на локалната власт со оглед што и досегашниот градоначалник Блаже Станков беше од истата политичка опција. Во општина Чешиново Облешево пак ќе има втор круг за избор на градоначалник, а во нова кампања влегуваат Далибор Ангелов, кој освои 1511 и Горанчо Крстев со 1386 гласа. Во однос на бројноста на советите, се уште не се завршени конечните пресметки, но со оглед на освоените гласови, мнозинството во сите три општини ќе го има коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Комисијата за следење евентуални нерегуларности поврзани со изборите и гласањето, а формирана во јавното обвинителство, соопшти дека во текот на првиот круг од локалните избори добиени се поголем број известувања, поднесоци и пријави за индиции за сторени изборни нерегуларности на територијата на општините од Кочанскиот микрорегион. Основното јавно обвинителство од Кочани презема действија во предмет оформен по примена кривична пријава против две лица за кривично дело повреда на слободата на определување на избирачите. Според наводите во пријавата, во периодот од 8 до 15 октомври, во повеќе наврати двете лица им се заканувале на повеќе граѓани од Кочани дека ќе бидат избркани од работа и ќе им се одземат другите права доколку излезат на гласање и гласаат за партијата чии што симпатизери се. По поднесена пријава против лице за агитирање на избирачко место во селото Теранци, оформен е предмет во основното јавно обвинителство во Кочани. Јавен обвинител ги презема потребните действија за утврдување на фактите во предметот. По поднесеното извршување за вршење организиран превоз на гласачи до избирачко место во Кочани, во обвинителството се оформени два предмета, по кои се постапува за прибирање материјални и вербални докази. Поднесена е кривична пријава откако било наведено дека лице со возило врши организиран превоз на гласачи на избирачко место, при тоа се врши влијание врз гласачите како да го остварат гласачкото право. Во Кочанското обвинителство е оформен и предмет по поднесена кривична пријава во која се наведува дека носителка на советничка листа на политичка партија заедно со уште едно лице се движеле со возило на избирачко место во Кочани, вршеле подкуп на гласачи. Постапката против осомничените се води за сторено кривично дело подкуп при избор и гласање. Се постапува и по поднесена кривична пријава од политичка партија во која се наведува дека во населбата Оризари, во близина на избирачкото место кај Домот на културата, се вршила агитација за политичка партија, а имало и залепено изборни плакати од политичка партија во близина на местото каде што се гласало. При тоа се вршило и влијание врз гласачите како да го остварат гласачкото право. Обвинителството во Кочани оформи предмет поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело повреда на слободата за определување на избирачите. Предмет против досега непознати лица е оформен и по добиени сознанија од политичка партија за поголема група лица кои стоеле пред избирачките места во Кочани, организирано носеле гласачи и вршеле агитација. По поднесените одделни кривични пријави од политичките партии во кои се наведува дека лица вршеле влијание врз гласачите како да го остварат нивното гласачко право, оформени се 4 предмети против купно 7 осомничени. За сите се води постапка во обвинителството за сторено кривично дело повреда на слободата на определување на избирачите. Уредите за биометриска идентификација, односно за утврдување на идентитетот со отпечаток од прст, како и недоволниот квалитет на базата на податоци од Министерството за внатрешни работи, се покажаа како проблематични во ефикасното и брзо спроведување на гласањето на локалните избори. На повеќе избирачки места во одделни моменти се забележуваа групи гласачи кои чекаат да дојдат на ред, поради што се создаваше и мал метеж, особено на гласачките места кои се во исто објект или многу блиску меѓу себе. Потврда за проблемите имаше и од избирачките одбори и од Државната изборна комисија. Никола Веселинов, председател на избирачки одбор 0835. Моментално процесот се одвива со нема никакви попречености, се одвива како што треба. Излезеност е некаде околу 30%. Имаше мал застој на други избирачки места поради... Да, имаше застој, но го решаваме по метод на отпечаток во избирачкиот список. Добивме некои информации дека некои
членови на избирачки одбори престанале да гласаат со убизите, уредите за биометриска идентификација на гласачите, попознати како фингерпринт апарати, да бидејќи така ги викаат луѓето, за да биде тоа јасно. Значи тоа се незаконски одлуки на тие лица, воспротивно, доколку не се гласа така, согласно со измените во законот, гласањето ќе мора да биде поништено, а овие лица ќе мора да бидат санкционирани бидејќи тоа го направиле без одлука на ДИК. Состојбата со бавното гласање поради проблемите со отчитувачите на отпечаток од прст не е карактеристична само за Кочани, туку за целата држава. Од Државната изборна комисија додадоа дека немале доволно време за обука на членовите на избирачките одбори за начинот на ракување со уредите. Дали потешкотиите ќе бидат отстранети навреме, ќе се види веќе на вториот круг од гласањето за 2 недели. Центарот за развој на Источниот плански регион како регионална точка за поддршка на социјални предпријатија во рамки на проект поддржан од Европската Унија ќе организира серија обуки и семинари поврзани со социјалното предприемништво. Исто така предвидени се саеми за промоција на социјалните предпријатија, како и спроведување грантова шема за организации, односно институции кои што работат на полето на социјалната политика. Социјалното предприемништво во нашата држава е во почетен стадиум на развој, но постоечките социјални предпријатија покажуваат дека имаат потенцијал за раст и развој на овој концепт. Токму од тие причини во наредниот период е предвидено донесување на посебна законска рамка. Социјалното предприемништво представува спроведување на економски активности под одредени услови на работење и вработување, главно на маргинализирани групи лица. Социјалното предпријатие е нов модел на бизнис кој се уште не е доволно третиран во македонската економија, но се практикува низ целиот свет. Социјалните предпријатија делуваат во две насоки: да обезбедуваат добри услуги за маргинализирани и неразвиени заедници, како и да вработуваат лица од ранливите групи граѓани. Викендов се одигра седмото коло во првенството на втората фудбалска лига, во кое вторлигашите од Кочани и Виница како гости освоија по 3 бода. Повредна и понеочекувана е победата на Осогова во Струмица против фаворитот Беласица, при што жолто-сините со 2 постигнати и ниту еден примен гол заслужено се радуваа на успехот. Гостите дојдоа во водство во 70-та минута со погодокот на Јасин Муше, пошто и покрај обидите на домашните да го изедначат резултатот беа неуспешни, па се отиде на пауза. Во вториот дел дојде до промена во играта на Беласица и во обидите да ја поништи предноста на гостинскиот тим. Сепак, во 76-та минута, Мемеди постигна уште еден гол за гостите и го постави конечниот резултат. Со 3 бода од ова гостување, Осогово се помести од долниот дел на табелата и сега со вкупно 10 бода е на 5-та позиција. Во следното коло на домашен терен ќе се сретне со Кидго. Виничкиот второлигаш Слога 1934 пак токму против Кидго во Пехчево освои важни 3 бода. Гостите дојдоа до победата од 2:1 по голот од пенал што го постигна Иван Митров во 90-та минута од средбата. Предходно виничани дојдоа во водство со погодокот на Иванов во 52-та минута, но 10 минути подоцна Ступик постигна гол за домакините и го изедначи резултатот, што остана неизвесен се до пред самиот крај на средбата. Со новите 3 бода Слога прокнижи вкупно 16, колку што има и второпласираната Прилепска победа, но поради полошата гол разлика екипата од Виница во моментот е на 3-та позиција. Во следното коло Слога ќе биде домакин на средбата со Кожув.